Во саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Во пресрет на празниците цените за купувачи високи, а продавачите пак незадоволни од продажбата. Дел од големиот градски парк во Гостивар ќе се трансформира во парк за социјална инклузија. Кут Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ денес ја реализираше манифестацијата Лазарски обредни поворки во ТРЦ. Намален е бројот на купувачи на Тетовскиот пазар. Во пресрет на празниците цените за купувачите високи, а продавачите пак незадоволни од продажбата. Економската криза од пандемијата ја наведуваат како главна причина за ваквата ситуација. На Тетовскиот зелен пазар веќе подолго време е намалена фреквенцијата на купувачи. Нема голема раздвиженост на муштери, а пазарджиите паметат и подобри денови во работењето. Економската криза предизвикана од пандемијата со COVID-19 ги испразни џебовите на граѓаните. Повеќето купувачи сметаат дека цените на одредени производи се поскапени во пресрет на празниците, но велат и дека состојбата со пандемијата придонела за поскапување на истите. Празниците почиња да се движа нагоре. Така. Секој празник иде погоре. Па кои? Па салатите, зелените, краставички, патиџани, тоа. Марулите. Пензиите се доволни за да ги подмирите основните потреби за живот? Па не. Не, реално не. Меѓутоа се малку поскапи. Кои производи се поскапени според вас? Па претежно оние што редовно ги конзумираме, пипер, патлижан, салата, маруля, салата, краставици, ти работи и друго. Што да кажем друго? И е скапо, ама и не е скапо. Има некои производи што се поскапени? Па, што знам, зетин тоа е стварно поскапено. Друго, па за мене не е кузна што. Многу производи се поскапени и подуќаните на пазарот и све. Не се овие криви. Криви е државата што треба да мисли мало за цените, за тие работи, за луѓите, колку се запослени, колку не се. Отлични. Супер се. Не се поскапени? Не се поскапени. Чак поевтините ете банани зено 50 денара кило. Тетовскиот пазар е снабден со разни прехрамбени намирници и други производи, но продавачите се децидни дека продажбата на робата е намалена. Никако, нула. Нема ништо денеска. Ни иде џаве, нема луѓе паре, нема ништо. Слабо е. Слабо за... Ова треба од леска година била подобра, сега е слабо. Слабо. Ово не се памти. Тоа е како сега празник си треба да биде подобро, ама нема. Тоа е. Ние мислимо роба има, паре нема луѓе. Фала Богу, добро, до сега како е состојбата, добро е. Добро, не е лошо. Нема многу луѓе, поради пандемијата, иначе добро е. Опет добро се движат, луѓе се земат. Граѓаните исто така се незадоволни од платите и пензиите, за кои, како што велат, не се доволни за подмирување на основните потреби за живот. Дел од големиот градски парк во Гостивар ќе се трансформира во парк за социјална инклузија, каде ќе може да се забавуваат и рекреираат и децата со посебни потреби. Проектот вреден 6 милиони денари ќе се реализира преку Бирото за рамномерен регионален развој. Делот од големиот градски парк во Гостивар, кај некогашен пионерски дом, ќе се претвори во социјално-инклузивен парк. Постојното детско игралиште на оваа локација целосно ќе се реконструира, прошири и обнови, а со зафати дополнително ќе биде офатена и околната површина. Проектот, вреден 6 милиони денари, Гостиварската локална самоуправа ќе го реализира преку Бирото за рамномерен регионален развој. Целта е трансформирање на градскиот парк во Гостивар во атрактивен простор од социјален карактер, наменет за населението од сите старосни групи, како и децата и лицата со посебни потреби. Ние сме аплицирале до
средства кои ќе бидат обезбедени од страна на SDC и од Бирото за регионален развој. Обезбедени се средства од околу 6 милиони денари. Се вика проектот, значи, парк за социјална инклузија. Насловот на тој проект е поради фактот што во тој парк за социјална инклузија ќе бидат вметнати играчки за лицата за посебни потреби, но и воопшто за децата. Предвидено е социјално-инклузивниот парк да биде со површина од 3200 метри квадратни. Ке се постават најразлични детски реквизити, лулашки, вртелешки лизгалки, дел од нив приспособени за децата со попречености. Освен тоа, локацијата ќе се поднови со повеќе клупи, канделабри, корпи за отпад и друга урбана опрема. Ќе бидат освежени и пешачките патеки. Кога ќе започнат работите на терен, зависи од заокружувањето на тендерските процедури. Веруваме дека и овој проект, штом ќе биде отворена постапка, јавна тендерска постапка ќе се отвори од Центарот за Полошки регион, но ние сме аплицирале, целата постапка од наша страна е завршена, значи имаме и одобрение за градба за тој дел на градот. Ќе се применува, значи, сите тие стандарди кои се побаруваат за да се направи едно безбедно место за играње за деца, кој верувам за децата ќе биде угостивар многу убаво место за кое ќе можеме да видиме во понатамошниот период. Катчето во делот на паркот што ќе се реконструира, а е предвидено за децата, ќе биде заштитено со ограда и ќе има посебен влез. Планот за обучување на наставниците за принципите на новата концепција за основно образование и начинот на примена на новите наставни програми за прво и четврто оделение започна со обука на 22 универзитетски професори и 22 наставници од основните училишта. Тие ќе треба да стекнат компетенции на обучувачи и потоа искуствата да им ги пренесат на околу 3000 други наставници во следните два модули, кои ќе се спроведат во јуни и август. Од она кое што може да го видам, наставниците кои што треба да бидат обучувачи на наставниот кадар во прво и во четврто оделение, се веќе со расчистени дилеми за голем дел од работите кои што може би дискутирале претходно, на кој начин да се спроведуваат, што е она кое што треба да биде придобивка од оваа концепција, и сега следува периодот во кој што тие самите ќе треба да изготват тренинзи и да ги спроведат истите во периодот во мај месец. Исто така од 15 јуни до 15 јули и последниот или третиот модул на обука ќе биде еднодневен и тој ќе биде баш пред самиот старт на учебната година. Целта на ваквото интензивно обучување на наставниот кадар е да што поспремни тие влезат во училница и да наставните програми како што се предвидени за прво и четврто оделение на тој истиот начин и продолжат да се спроведуваат. Но исто така, голема придобивка за наставниот кадар е што оваа концепција предизвика и промена во Законот за наставници и стручни соработници. За прв пат во Законот за наставници, кој што е во собраниска процедура, се утврдува и кариерниот развој, кој што од 2006 година им беше ветуван, но за прв пат оваа година се случува. Имаме повеќе од 240 наставници кои што многу скоро ќе станат ментори и до крајот на април месец треба да се објави вториот повик за ментори, но во законското решение сега за прв пат се позиционираат и повеќе ментори во едно училиште согласно бројот на оделенија или класови кои што тие ги имаат. Културно-метничкото друштво Кирил Печиновиќ од Теарце денес ја реализираше манифестацијата Лазарски обредни поворки во Теарце. На неа беа презентирани лазарските женски обредни поворки од Долни Полог. Учествуваа машката и женската пејачка група со лазарски песни, како и реномираните уметници Трио Кладенец. Поради мерките и препораките за заштита од COVID-19, манифестацијата беше пренесувана на социјалните мрежи. Добро утро, Лазаре! Лазаре, добро утро, Лазаре! Значи, ова културно-метничко друштво Кирил Печиновиќ од Теарце од оваа година планираме традиционално секоја година да ја презентираме изворната традиција која е поврзана со Лазаревата сабота, односно лазаренки или лазарки, народно кажано,
и денеска беше направена една акција која што беше презентирано видео кој беше снимано во чест на Лазаровата сабота и беше промовирана преку видео BIM, поради ситуацијата со пандемијата моравме да пуштиме онлайн да оди на официјалната страна на културно-уметничкото друштво каде Печеновиќето терце. Па со оглед на временските услови и во однос на ситуацијата што се случува, реализацијата беше околу 3 до 4 дена снимање на терен со артисти кои беа уклучени во целата организација, поточно од кореографите на културно-уметничкото друштво Бобан и Мирослав. Заслугата е, можем да кажем, комплетно нивна, затоа што тие ја организира оваа цела ситуација и снимањето беше во едно село Брезно, кое што таму има, да кажем, такви куќи кои што може да доликува до вистината на традицијата, да видиме што поблиско до традицијата комплетно. Значи, идејата ни беше да се направи еднобиколка низ селото Терце, само по улица и да се испеат лазарските песни, затоа што планот беше да се оди по куќи и така натаму, но со ситуацијата не дозволува тоа да го правиме, така во кратки црти го обележавме само денешниот ден. Се надевам дека од до година здраве ќе биде што помасовно и што по веродостојно и онака како што треба. Значи, во буквално смисла на зборот, истинската традиција да ја вратиме во Терце, односно Лазаревата традиција. Треба секој да го почитува ова, секој што може да придонесе во однос на традицијата, не само за лазарките, би било добро, значи, да се организираат повеќе настани вакви, да се едуцираат помладите, односно дечињата, да навлезат во овој сегмент на традицијата и да почнат да го сакаат тој, да знаат од каде потекнуваат и кои се нивните корени. Министерството за внатрешни работи во изминативе денови спроведува засилени акцијски контроли на делницата Јажинце-Тетово-Гостивар Дебар, а во текот на вчерашниот ден санкционирани се 234 возачи поради возење со брзина поголема од дозволената. Засилените контроли продолжуваат и во следниот период. Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените активности во областа на сообраќајот, санкционирање на несовесните возачи, се со цел ставање на ред во сообраќајот, односно намалување на бројот на сообраќајни незгоди и пред се намалување на бројот на жртви во сообраќајот. Денови имаме засилени активности на потегот од Јажинце, Тетово, Гостивар, Маврово до Дебар. Во текот на вчерашниот ден на оваа делница имаме 234 санкции за брзо возење, од кои дури 23 се со дури над 70 км повеќе од дозволената брзина која што е на овие патни делници. Апелирам до граѓаните да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, не за да ги избегнеме казните од Министерството за внатрешни работи, туку за да ја зголемиме безбедноста наша и на другите учесници во сообраќајот. Откако почнавме со овие засилени акцијски контроли, евидентно е дека опаѓа бројот на сообраќајни незгоди и пред се опаѓа бројот на жртви. Во периодот од 1 јануари до 15 април оваа година имаме за 12% помалку сообраќајни незгоди во однос на истиот период лани, а за 14% е намален бројот на жртви. Уште еднаш ги повикувам сите граѓани на Дебар, но и на сите други градови во државата да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и на тој начин да придонесеме за зголемена безбедност. Поради истечена регистрација во изминатите 3,5 месеци, во Тетовско се одземени 45 патнички моторни возила и 3 моторцикли. Во изминатите повеќе од 3,5 месеци на поширокото Тетовско подрачје, поради истечена регистрација повеќе од 6 месеци, согласно новите измени на Законот за возила, член 344, а кои стапија на сила кон крајот на декември лани. Времено на 3 месеци биле одземени вкупно 45 патнички моторни возила и 3 мотоцикли. Едно од возилата е одземено поради буџавост. На гостиварското подрачје пак вкупниот број на времено одземени возила за истечена регистрација во овој период изнесувал 24. На нивните сопственици прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените глоби, кои за овој вид прекршок изнесуваат 500 евра во динарска противредност. Главна цел на овие активности е навреме да се откријат и од сообраќај да се отстранат подолго време нерегистрираните возила, чија техничка исправност не била проверена и кои можат да ја загрозат сопствената и безбедноста на другите
учесници во сообраќајот. Сопствениците ќе треба да ги регистрираат возилата или да не ги користат во сообраќај. Од утре се очекува стабилизација на времето. Во Полошкиот регион ќе биде сончево, со дневна температура до 19 степени Целзиусови. Топлото време ќе продолжи наредната недела, а од среда температурите ќе се движат до 25 степени. Денес до крајот на денот ќе се задржи претежно облачно и релативно свежо време со слаб ветер од северен правец, а максималната температура во Полошкиот регион ќе биде околу 14 степен. Веќе од утре не очекува значително подобрување на времето, утре ќе преовладува претежно сончево време, исто така ќе дува и слаб ветер од северен правец. Утринската температура ќе биде релативно ниска и во Полошкиот регион ќе биде околу 3 степени, меѓутоа максималната значително повисока, утре до 19 степен. Топлото време ќе продолжи и во наредната седмица, особено во втората половина, кога температурите насекаде ќе бидат над 20 степен, а во јужните делови од земјава ќе се приближуваат и до 30 степен. Значи во Полошкиот регион дневните температури од среда натаму ќе бидат над 25 степен. Сепак во почетокот на наредната седмица ќе има и услови за сосема изолирана појава на краткотраен дожд. Одбојкарската федерација на Македонија успешно ја заврши клупската сезона во машкото и женското првенство. Сега погледите ќе бидат насочени кон настапот на машката репрезентација во Европската сребрена лига и Европското првенство. Одбојкарските првенства во машка и женска конкуренција има успешен крај на сезоната 2020-2021 година. Екипите на Джио Струмица во машка и Јанта Волеј во женска конкуренција ги освоија двојните круни, откако успеа да слават и во првенството и во Купот на Македонија. Од Одбојкарската федерација на Македонија се задоволни од тоа како беа организирани првенствата, со оглед на тешката состојба со пандемијата на COVID-19. Видете, прво сме среќни што ова време на COVID, да кажеме време на невреме, што успешно ја завршуваме сезоната, па мислам дека сме и од колективните спортови прв спорт што ја завршува сезоната, немавме никакви проблеми, запазувавме протоколи кои беа препорачани и завршивме како што заврши. Одбојкарската федерација на Македонија своите погледи сега ќе ги насочи кон машката репрезентација на Македонија, која на 3 мај ќе ги започне подготовките за Европската сребрена лига, а очекувањата се конечно да биде освоено првото место во ова надпреварување. Федерацијата наша успеа да го добие и организацијата на Final Four во Европската лига. Првите планови беа да биде во Скопје во Борис Трајковски, меѓутоа со мерките и салата Борис Трајковски се претвори во центар за вакцинација, така да сега од 3 мај до 7 јуни дом на одбојката ќе биде градот Струмица. Па сигурно дека наша цел ќе биде да ја освоиме Европската сребрена лига. Во прилог ни доаѓа тоа што играме дома, финалниот турнир, меѓутоа мораме да вадиме формата во текот на тие 6 утакмици, бидејќи ќе немаме припремни утакмици, така да овие 6 утакмици, прво 3 во Струмица, па 3 во Данска, да ги искористиме за што подобро да се играме, да ја најдеме формата и најдоброто да го прикажеме 5 и 6 јуни овде во Струмица. Па јас се надам дека ќе го освоиме, да ви кажам искрено, сонувам за тоа злато од Европската лига, бидејќи досега имаме 5 Final Four на 5 учества, 3 сребрени медали, така да наша цел е таа. Се надевам дека сите ќе бидеме здрави и живи во ова чудно време со корона, ќе преживееме, да можеме да влеземе во полн состав и ќе успееме да победиме. Комплетните подготовки на репрезентацијата ќе се одвиваат во Струмица, каде ќе се одржи еден турнир од групната фаза на Европската сребрена лига, како и завршницата на најдобрите 4 екипи во ова надпреварување.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви посакуваме убав остаток од викендот. Пријатно!